Добар ден на сите. Најпрво би сакала да ви се заблагодарам за присуството и за вашето одвоено време што дојдовте во општина Берово да ја посетите финалната пресконференција за проектот Волонтери преку граница, проект кој што е финансиран од програмата ИПА Интерек Република Македонија Република Бугарија. Ова е наша завршна пресконференција, односно и завршна активност всушност за овој проект, кој што траеше 18 месеци со продолжување од 6 месеци, значи вкупно 24. На наше огромно задоволство како општина и како водечки партнер во овој проект е токму проектот Волонтери преку граница, бидејќи представува проект кој што е добиен и одобрен од страна на комисијата, од Европската комисија и од програмата Интерек, бидејќи општина Берово можеме да се пофалиме дека е една од општините која што на секој повик има добиено проект. Во 2018 година, кога беше отворен повикот за аплицирање на проекти, ние како општинска администрација многу ентузијастички настапивме, би скажала, бидејќи аплициравме со два проекти. Едниот проект беше проектот заштита на населението од една планина долж две реки. Тоа е проектот со кој што успеавме да го реновираме коритото на реката Бреталница, каде што општина Берово беше проектен партнер, а водечки партнер беше општината Струмјани од Република Бугарија. На истиот тој повик аплициравме со уште еден проект, тоа беше проектот Волонтери преку граница, со кој што, односно со два проекти за иста програма, и тогаш бевме ставени на листа на чекање. Меѓутоа, на наше огромно задоволство, после 6 месеци од имплементацијата на проектот кој што пред малку го спомнав, не известија дека го имаме добиено и овој проект, така да општина Берово успеа да добие два проекти од една програма. Секако тоа е благодарение на општинската администрација и секако благодарение на нашите партнери, општина Струмјани од Република Бугарија и Сдруженијето на граѓани заедно за Сандански од општина Сандански. Денеска со нас се градоначалниците на општина Берово и на општина Струмјани. Јас би сакала да ги поздравиме и да им дадеме еден воведен збор и на нив, да ни се представа, мислам да ни представат значењето на овој проект за нашите општини и секако за нашиот регион. Благодарам. Добар Наташа, што ни присутни, сакам да истакнам дека на крај сме веќе од финалниот настан пресконференцијата за вториот, како се рече Наташа, проект одобрен во истиот програмски период. Верувам дека на нашиот огромно задоволство секако на граѓаните на општина Берово, реализацијата на овој проект, секако набавката на возилото ќе значи многу. Истото е наменско, меѓутоа најбоже кога ќе го користиме за едниот модул за кој превенираме во зимскиот период имаме солидно одржување и помош може за граѓаните да не почнат се движат во зимски услови. Вториот модул е во ситуација кога имаме заштита и спасување или не Божја ситуација пожар во кој треба да се на време делува. Ова е веќе второ возило кој го набавуваме за потребите на општината ново, значи преку донација. Предното беше преку Светанска агенција за радио соработка, а сега веќе преку програмата преку гранична соработка. Би сакал да изразаме пред вас овде, значи огромна благодарност за ограничањето нашиот драг гостин. И не да веќе можеме да го некупаме гостин, бидејќи веќе домакине тука со години и нас присутен, значи помага несебично во развојот на нашивијата од двете страни на границата. Сакам во овој момент да изразам огромна благодарност за сите инволвирани страни во реализацијата на овој проект. Проектниот тим, општинската администрација, советот на општината, заради тоа што без вклученост на и секако да ги поздравам волонтерите кои беа на одрука во Монтана, како искористим ова прилика, се надам дека на наше заедничко задоволство возилото ќе се користи само во цели за намена која нема да да предизвикува проблеми и да речам меѓутоа во такви моменти кога ќе имаме и заштита на имотот на граѓаните секако ќе значи користењето на возилото. Верувам дека и во идниот период целиот тим
кои досега учествувате, ќе продолжиме понатако, за да општина Берово остане во општините кои редовно користат и редовно си ги сервисират и обврските и оставаме впечаток на сериозен партнер, за да можеме да и понатаму со тој кредит и начин на пристап кон работите, можеме и понатаму да бидеме третирани како партнер кој може да ги користи на време европските средства и заедно со општина Струмина, во овој момент користам прилика да искористам благодарно до текако Удружението заедно со Сандански, кој беше наш партнер во проектот и заеднички реализиравме и за дете двата партнери возили се како бука на лица кои ќе го користат тоа воз. Јас не би должел повеќе, би му дал збор за буџетот на проектот, верувам дека ќе стигнам во презентацијата, нема потреба да одземам збор, би му дал збор на нашиот мојот драг, наш заеднички толкогодишен пријател, Константин Илиев, последни збори да обраложи за целите на реализираниот проект. Којата го началиш? Благодарам, уважаеми приятели. Искрено се радвам, че сме заедно отново при завършването на поредния проект, който имаме съвместно с община Берово, с което показваме, че наистина Малешевието е едно основно начинание и задача за нас като градоначалници, за да свършим всичкото това, което поколения жители на Струмяни, на община Берово и съседните региони имат от години, а именно желанието за развитие на Малешевието като туристическа дестинация, като възможност и по-добри възможности за хората от двете страни на границата. Този пореден проект беше поредния, в който инвестираме като партньори с община Берово, с което искаме да покажем и на колегите от другите общини от двете страни на границата, че община Берово и община Струмяни са сериозни партньори в общата си цел за развитие на Малешевието и завършване на тази стратегическа цел, откриването на граничния премиум Клепало, за който повече от 40 години имаме желание като хора, като жители от двете страни на границата да бъде отворен, за да дадем нова възможност за развитие на тези две братски общини. Най-радостното за мен с развитието на тези проекти е, че вървим в една посока. Община Берово и в лицето на настоящия градоначалник господин Пекевски е един сериозен партньор, с който всеки проект, с който сме кандидатствали, върви към успешна реализация и с който искаме да надграждаме всичките тези идеи и проекти, които сме изговорили от годините преди време, с ясната визия за развитие, както казах, на Малешевието от двете страни на границата. Пак искам със задоволство да изразя и факта, че тези проекти са свързани освен с подобряване на благосъстоянието на хората, нали, за облагородяване на природната среда, възможности за рекреация, за предотвратяване на бедствия и природни катаклизми. За мен беше много така приятна изненадата, че волонтерите от двете страни на границата и особено от страна на община Берово, нали, по информация на професионалното ръководство на нашето министерство, което се грижеше за обучението, че бяха така ангажирани в самия процес на обучението. А още по-важното е, че в този проект вече добихте и един мултифункционален автомобил, който не е просто проформа, нали, като допълнение за участие в този проект, а наистина е средство, което помага на хората, за да се свършат нещата по-добре и по отношение на превенцията за предотвратяване на пожарите, за почистване от снегове в вътрешната част на града, където не може да влезе голям автомобил, и пожарите, разбира се.
Можем много да си говорим за много неща, за развитието на Малешевието, което е един огромен неразвит потенциал. И искрено се радвам, че в този нов програмен период на програмата Интеррег България-Македония успяхме да вкараме отварянето на гранично-пропускателния пункт, изграждането по-точно като стратегически проект в тази програма, което автоматично означава 30% от бюджета на цялата програма, което е някъде около близо 10 милиона евро за партньорите от двете страни на границата. Искам да ви уверя, че проектът наистина се развива според плановете и стъпките, които са предприяти от управляващите органи от двете страни на границата. От страна на водещия партньор, бенефициент е областна управа Благоевград, която в момента извървява пътя с процеса за възлагане на изработването на проекта за проектиране, подробни устройствени планове и избор на изпълнител на оставащите 8 км за изграждане на граничния премин. С този проект, както се шегувахме с градоначалника, предизвикваме малко завист от страна на останалите градоначалници в добрия смисъл, естествено, но това е плод на дългогодишната работа и последователност, която беше от нас като градоначалници, от общинските съветници, от гражданите, от различните сдружения на хотелиери, на бизнес, на хората от двете страни на границата. Можем много да си говориме, ние, както се казва, с всички тези проблеми, които имаме като градоначалници и работата по намиране на средства и проекти, не можем да се казва да се израдваме на това, което се случва в момента. Естествено, че и ние като хора и като градоначалници ще искаме много по-бързо да се развиват нещата и все повече проекти да има, но за нас е важна посоката. Важно е и доверието, което си имаме като партньори, като общини и разбира се като хора. Не случайно подчертавам отново, че тук си идваме като приятели, като наши семейства, фамилиарни дружения, както се казва. И ще продължаваме и в този нов програмен период да търсим възможностите за финансиране на различните дейности за развитие на двете общини. Още един път искам да благодаря на волонтерите от община Берово и използвам възможността, господин градоначалник, да ги поканим на една неформална среща в община Струмяни, където община Струмяни ще поеме разхода за един дружески обяд, вечера, както искате така го наречете, защото волонтерите наистина са ни много важни. Знаете, че района на Малешевието и от ваша и от наша страна е огромен в различни направления. Без техна помощ няма как да се борим и с пожари, и с наводнения, и с помощ за хора в нужда. Още един път ви благодаря и благодаря, че сте ми партньори. Благодаря много за вашето излагање. Сега дозволите ми накратко во неколку слайдови да ви го презентирам проектот кој што успеавме да го реализираме, кој што беше со наслов Волонтери преку границата. Како водечки партнер беше Општина Берово, а како проектен партнер Сдруженијето на граѓани заедно за Сандански од Бугарија. Приоритетната оска беше животна средина, а специфичната цел беше спречување и облажување на природните и вештачките катастрофи со прекугранична димензија и влијание. Времетрењето на проектот беше 18 месеци плюс продолжување од 6 месеци. Вкупниот буџет на проектот и за двата партнери беше 397.457,46 евра. Главните активности по проектот, тоа беа 7 активности. Управување и организација и менеджмент со проектот, информативност и публицитет, набавка на специјално возило за поплави и интервенција при пожари за Сандански, набавка за специјално возило за интервенција при шумски пожари и регулација на снежни наноси за Берово, подигнување на капацитетот на волонтерските формации за превенција и спасување од природни катастрофи,
организирање на заеднички тренинг за млади од локалните заедници и подигнување на свеста за природните катастрофи и превод и интерпретација. Постигнатите резултати од спроведувањето на проектот. Тоа се 3 најважни резултати. Набавени се 2 специјални возила Toyota Hilux со модули за гаснење на шумски пожари, за чистење на снежни наноси и за справување со поплави. Зголемен е капацитетот на волонтерските формации од регионот Берово-Сандански за превенција и спасување од природни катастрофи со учеството на 7-дневната обука во Монтана, Бугарија. При тоа зголемен и капацитетот на младите лица од локалните заедници, од основните и од средните училишта и подигнена е свеста за природните катастрофи преку организираната дводневна обука во Берово. Целните групи на проектот секако се населението во општина Берово, Струмјани, Сандански и Кресна, волонтерите од Берово и волонтерите од регионот Сандански, младите ученици од основните и средните училишта, вработените во територијалните противпожарни единици. Би сакала накратко само за основните активности по проектот. Најважна активност за нас секако беше набавката за специјалното возило за поплави и интервенција при пожари за Сандански. Тоа е возилото кое што го гледате на сликата. Значи тоа е возилото кое што е марка Toyota Hilux заедно со 2 дополнителни модули. Модул значи за теренско гаснење на шумски пожари и за справување со поплави. Четвртата активност е нашата за општина Берово, тоа е набавка на специјално возило за интервенција при шумски пожари и регулација на снежни наноси за Берово. Тоа е специјалното возило марка Toyota Hilux, како и дополнителен модул за чистење на снег. Во модулот за чистење на шумски пожари се набави и дополнителна опрема, преносна пумпа за вода, цевки и црева, пиштоли за распрскување, грбни ранци за вода, метли за гаснење на пожар, батеријски светилки, моторна пила, опрема за пожарникари, шлемови, одела, чизми, ракавици и друг вид на опрема. Возилото можете да го видите и во моментот пред општината. Значи, ова е возилото и опремата. Исто така, една од поглавните активности беше организирање на заеднички тренинг на младите луѓе од локалните заедници и подигање на свеста за природните катастрофи. Тоа е активноста која што се одржа во периодот од 13 до 14 мај ланската година во Берово, на која што беа присутни 15 представници од Бугарија и 21 представник од општина Берово. Обуката беше одржана во 2 дела, теоретски дел, каде што имавме студии на случаи, реакција при замислени случаи и тренинг обука од страна на представниците од територијалната противпожарна единица Берово и здравниот дом Берово. На наредниот слайд можете да ги видите учесниците како и дел од настаните, односно делот од обуката. Ова беше вториот ден каде што беше теренската посета, каде што младите ви гледате на самите слики дека всушност учествуваа млади луѓе кои од основните и од средните училишта кои за прв пат се сретнаа со тоа што значи да се гаси пожар, што значи да се даде прва помош и сето тоа нели теренски презентирано и ние наидовме секако на многу голем интерес на посетителите. Една од најважните активности би спомнала активноста за подигање на капацитетот на волонтерските формации за превенција и спасување од природни катастрофи. Од 17 до 24 октомври 2022 година низ 80 академски часови, низ теоретски и практичен дел, односно теренска демонстрација пред волонтерите за справување со пожари и друг вид на природни катастрофи, како и спасувачки техники, беше одржана обуката за волонтери. Обуката организираше Центарот за професионална обука во Монтана, Бугарија, главна дирекција за противпожарна безопасност и заштита на населението. Како дел од активностите на самиот проект, обуката ја проследија по 10 волонтери од Берово и 10 од областа Благоевград, од општините Струмјани, Сандански и Кресна. Може би за повеќе за обуката може да кажат и самите волонтери кои што денеска се присутни овде со нас. Значи ова се дел само од нивната обука. Ви благодарам за вниманието. Сега дозволите ми да ги поделиме сертификатите на учесниците на обуката, кои што секако се изготвени од страна на дирекцијата за заштита од Монтана. Може да дојдете и да ви ги предадете. Кристијан Мистачки.
участието и се така да помагате. Николчо Неделков. Лагор Куловски. Роберт Кръжовски. Гоце Дуевски. Деян Реджовски. Разпределите това, как сте си поминали? Драган Гогушевски. Васко Буровски. Александър Ралковски. И Александър Мановски, кој воедно ни беше нашиот менаџер на проектот за техничка имплементација. Ви благодарам на сите за присуството. Се надеваме дека нема да има потреба многу да ги ангажираме нашите волонтери, меѓутоа тоа никогаш не се знае. Затоа по-добро е да ги имаме. Искрено се радвам, че сме тук сред приятели, заедно с градоначалник Звонко Пекевски. Това е поредният проект между двете общини, с който показваме нашия ясен ангажимент към развитие на Малешевието за по-добро съществуване и създаване на условия за развитие на туризма, за рекреация и за по-добър живот на хората от двете страни на границата между общините Берово и Струмяни. Това е поредният проект, както казах, за последната година. Работиме изключително успешно, вече 12-та година между двете общини. Последните два проекта за последните 3 години бяха кея на река Брегалница и, разбира се, новото возило от проекта за превенция и обучение на доброволци от двете общини. Разбира се, нашия ясен ангажимент е отварянето на граничния премин Клепало, за който вече повече от 40 години се трудят жителите от двете страни на границата, който е нашата дългогодишна болка и желание. И искрено се радваме, че в нашите мандати като градоначалници поредни успяхме да запазиме тази постоянна политика и включването на граничния пункт като стратегически проект в новата програма за развитие на общините от двете страни на границата по България и Македония. Бюджета е обезпечен. Стратегически проект означава автоматично 30% от цялата програма на България и Македония, което е близо 10 милиона евро. Разбира се, стъпките и пътя, който трябва да се извърви, са още дълги във времето, не по-малко от 2 години до отварянето на самия пункт, с оглед на процедурите, които върват в момента.
Именно това е в момента процедурата по възлагане на изпълнител за изготвяне на проекта и за изпълнение на строителните дейности за тази част от 80 км, която е липсваща от страна на община Струмяни и Република България. И разбира се, реновиране на сградния фонд, който е изграден вече повече от 30 години от страна на община Берово. За нас най-важно е доверието, което беше изградено през тези години, повече от 12 между общините Берово и Струмяни, и ясният сигнал, който даваме и с завършването на този проект, с нещата, които могат да видят и хората, като проекти завършени за тех, с нови возила, обучение на волонтери за превенция от пожари и бедствия от двете страни на границата. И искрено се радвам, че община Берово е наш партньор и ще бъде такъв и за бъдеще. Ви благодарам, значи лидерството во реализацијата на проектите веќе го потврдуваме и со вториот проект кој успешно завршува. Денес имавте можда да последите пресконференцијата, изјавата на мојот драг пријател, нашиот заеднички долгогодишен пријател на општина Берово и секако градоначалник на општина Струмјани господин Темил Илиев. Имавте самите прилика да видите во самата презентација што значи возилото, колкав е буџетот, кои се перформансите, значи и намената на истото. Сведоци сме заедно со вас во изминатиот период дека општината беше зафатена од една огнена стихија, елемент голема, која покажа дека во тој дел капацитетите и на општината и на државата се слаби и беа загрозени имотите и животите на граѓаните. Во една таква ситуација претходно имавме аплицирано на проект кој беше на резервна листа, во меѓувреме одобрен, имаше одреден период заради околности во кои се одвиваше самата имплементација на проектот, беа отежнувачки, меѓутоа е на задоволство на сите нас, верувам дека и на задоволство на граѓаните. Значи дека набавката на возилото ги подобрува и ги зголемува капацитет на територијата на противпожарна единица, практично на областа заштита и спасување, како надлежност и на општината секако и на државата во тој дел. И верувам дека возилото покрај модулот за заштита и спасување во зимскиот период, значи ќе биде оперативно активно 365 денови годината, би се користило во зимскиот период за очистење на јавните површини, значи оснежени наоси, на тој начин овозможување по добро движење на учесниците во сообраќајот и на пешаците, а секако и на возилата. Нашата идеја и цел беше да обучиме луѓе кои ќе можат да покрај професионалните пожарникари влезат во костец со пожарот или стихијата или на тој начин да ги подигнеме капацитет, да имаме поголем број на луѓе кои се обучени за да можат да се справат со една таква опасност, додека во наредниот период се надам треба да се формира здружение на граѓани кој ќе биде секако подпомогнато од општината за да едноставно тие луѓе покрај обуката ги организираме и можат во иднина да бидат наш партнер во не дај Боже ситуација во која ќе имаме справување со една таква опасност и за населението, секако и за животите на граѓаните.